Продолжи сослушувањето на сведоци предложени од обвинителството за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Благој Чопаунов, пожарникар во територијалната противпожарна единица Кочани, сведочеше дека по добиениот повик во 2 часот и 35 минути по полноќ на 16 март 2025 година, тој и колегата стигнале во Пулс за 5 минути. Кога дојдовме, многу тела имаше пред дискотеката, но и многу лица беа заглавени на влезната врата. Лицата беа испреплетени, тешко ги влечевме. Побаравме од полицијата да пратат луѓе да помогнат. Во мешовити тимови почнавме да ги извлекуваме децата. За полесните во тежината одеше лесно, за покрупните беше потешко. На некој не им работеа нозете бидејќи беа во шок, па ги носевме во раце. Дојде екипа на брза помош, се носеа деца во болницата со што се стигне. Рекоа има заглавени во билетара. Влегов таму, најдов над 10 деца кои не даваа знаци на живот. Викнав помош, ги изнесовме надвор за реанимација. Од внатрешната страна пред една врата имаше многу заглавени деца кои бараа помош. Претходно видов повеќе натрупани деца пред вратата на тоалетот. Рекоа има уште во вецето. Бев изнемоштен. На крајот на интервенцијата ги извадивме последните лица кои беа изгорени. Ги ставивме на паркингот, сведочеше тој. Истиот ужас и хаос беше опишан и од страна на командирот на територијалната противпожарна единица Кочани, Драган Апостолов, кој во пожарот се здоби со изгореници и големи пликови по рацете. Пожарот беше локализиран дури во 4 часот. Во меѓувреме, родителите на починатите деца денеска посочија дека имаат информација за притисок врз самите сведоци. Братот на газдата на Пулс преку Вибер комуникација од затворот вршел притисок врз сведоците, па побараа институциите да ја проверат оваа информација. Дека лицето Ј, кој се наоѓа на одржување мерка притвор во затворот во Скопје, му дава на користење телефон на лицето Тодор Јованов, брат на Монструмот, кој преку Вибер комуникација врши притисок врз сведоците на обвинителството. Ги повекуваме надлежните служби да ја проверат оваа информација и детално да го проверат телефонот и комуникациите кои се остварени преку овој телефон. Се случи геноцид на млада генерација поради алчност, корумпираност и несовесно работење. А пак се продолжува да се работи во таа насока. Ние родителите на овие млади убиени деца нема да дозволиме овој пат вистината да остане заскриена. Вистината мора да излезе на виделина. Судењето продолжува со сведоштва на останати гости присутни кои таа ноќ биле во Пулс.